Судија на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје одреди 48-часовен притвор за 4 лица осомничени за пожарот во складиште за отпад во Трубарево што избувна на 13 септември. Обвинителството ги товари за кривично дело за грозување на животната средина и природата со отпад по член 230 од Кривичниот законник. Приведените се управители и вработени во правни лица поврзани со објектот каде што настана пожарот. Нивните конкретни дејствија се уште се испитуваат, а обвинителството не ја исклучува можноста за вклученост и на други лица. Министерството за животна средина се уште не ги доставило резултатите од мерењата на загаденоста. По инцидентот, 4 лица побарале лекарска помош, но сите се надвор од животна опасност. Царинските службеници на меѓународниот аеродром Скопје запленија 204 банкноти и монети со колекционерска вредност, проценети на околу 700.000 денари. Заплената е извршена кај државјанин на САД кој патувал преку зелениот царински канал и не ги пријавил вредностите. При детална контрола на неговиот багаж, службениците откриле поголема количина непријавени банкноти и монети од различни држави и периоди. Иако предметите биле наменети за колекционерски цели, според царинските прописи, нивното внесување во државата без пријава представува прекршок. Против лицето е поведена постапка пред надлежен суд. Царинската управа потсетува дека секој патник е должен да пријави вредносни предмети при влез или излез од државата, со цел да се избегнат прекршувања на законските одредби. Околу 8 часот утрово, авион на авиокомпанијата Eurowings принудно слета на аеродромот Фрањо Туѓман во Загреб, откако екипажот забележал чад во кабината. Како што потврди портпаролката на аеродромот, Лидија Чапковиќ-Мартинек, веднаш била активирана процедурата за итно слетување. Авионот беше безбедно приземјен и немаше закана за патниците, екипажот или инфраструктурата, изјави таа за Дневник Хрватска. По добивањето на дојавата, пилотите веднаш ги примениле сите безбедносни мерки. За сега не е соопштено на која релација патувал авионот, а истрагата за причината на чадот е во тек. По нападот на Русија врз Полска, НАТО разгледува опции за зајакнување на безбедноста на Источниот фронт, вклучително и можноста за затворање на украинскиот воздушен простор со своите системи. Полскиот министер за надворешни работи, Радослав Сикорски, изјави дека Русија опасно се приближува до активирање на членот 5 од НАТО, кој предвидува заедничка одбрана на земите членки. Полска собори 4 од 19 дронови што навлегоа во нејзиниот воздушен простор, додека еден паднал длабоко во територијата, 400 километри од украинската граница. Како одговор, НАТО активираше операција за одвраќање Eastern Sentry, а Сикорски предупреди дека логистичките центри, како што е аеродромот во Жешув, се потенцијални цели и мораат подобро да се заштитат. Украина понуди помош во градење на полските одбранбени капацитети, а се најавени и заеднички вежби. Сикорски не ја исклучи можноста повторно да се отвори прашањето за делумно затворање на украинскиот воздушен простор, нагласувајќи дека алијансата останува обединета и подготвена. Во арената Јане Сандански, македонската ММА шампионка Даниела Алексовска ја совлада фаворитката Флоче Алајда од Молдавија уште во првата рунда, покажувајќи исклучителна самодисциплина, сигурност и техничка подготвеност. Победата беше лесна и убедлива, а Алексовска уште еднаш докажа дека упорноста и трудот се формула за успех. Надпреварот беше проследен со силни емоции, особено меѓу публиката која бурно реагираше на секој потек. На емотивен момент беше по прогласувањето на победата, кога во рингот влезе нејзиниот татко Ивица Алексовски и нејзин прв тренер. Сцената со татко и ќерка трогна многумина и ја заокружи оваа спортска победа со силна човечка порака. Овој триумф е повеќе од личен успех, тоа е победа за целиот македонски спорт. Алексовска покажа дека младите спортисти од Македонија не само што се талентирани, туку и достојни амбасадори на државата на меѓународната сцена. Следува период на претежно сончево време, освен во среда кога ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди. Во среда и четврток ќе дува умерен вдолж поврдарието засилен северен ветер, а дневните температури ќе опаднат за неколку степени, соопшти управата за хидрометролошки работи. Времето утре ќе биде сончево, минималната температура ќе биде во интервалот 8 до 16, а максималната ќе достигне од 25 до 33 степени. Во Скопје минималната температура ќе се спушти до 14, а максималната ќе достигне до 33 степени.